Почитувани представници на медиумите, моето обраќање е по повод вчерашната изјава на градоначалникот на општина Битола, господинот Владимир Талевски, а која се однесуваше на асфалтирањето на деловите од улиците во село Бистрица и Кравари. Како советник од овој регион, ќе ја поддржам и ќе ја поздравам секоја инвестиција која ќе оди во правец на подобрување на квалитетот на живеење на жителите од овие села кои се сместени на просторот помеѓу Битола и границата со Грција, но ќе се спротивстават на секоја злоупотреба и неправда кон овие жители од страна на градоначалникот и други надлежни институции во општината. Токму тоа се случува деновиве. При асфалтирањето на делови од некои улички во Бистрица, дел од жители на ова село се пожалија дека се асфалтират само делови кои водат до куќите на членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Почитувани, ние во селата доволно меѓу себе се познаваме и знаеме кој на која политичка опција му припаѓа или е симпатизер, но тоа не ни смета да живееме заедно, да се почитуваме и заеднички да ги решаваме проблемите со кои секојдневно се среќаваме. Но очигледно на градоначалникот и општината им се важни само оние за кои тие се убедени дека гласале за нив и по тој основ сакат да не победат. Во оваа прилика сакам да го потсетам градоначалникот да не се однесува како некој добротворец, бидејќи парите од кои се асфалтира не се негови пари, туку се собрани од граѓаните на општина Битола. Жителите на овие села, како секој граѓанин на општина Битола, плаќаат данок во општинската каса. При плаќањето на даноци, луѓето не се делат по партиска боја, туку сите си ги исполнуваат своите обврски кон општината и државата. И покрај тоа што ние редовно плаќаме даноци, за 8 години, откако градоначалник Талевски не фрлил ни една лопата асфалт во овие села, а сега се покажува како многу заинтересиран за животот на овие луѓе. На крајот сакам да побарам од градоначалникот да ги посети сите села од овој регион, а не само кога се слика пред камери и да се фали со асфалтирање на неколку стотини метри улички, туку во сите села од овој регион да се направи план по кој ќе се врши уредување на улиците, бидејќи, ќе повторам, тоа се наши пари, а не се на градоначалникот.